100.000 евра потрошиле јавните предпријатија и агенции за адвокатски услуги. Услугите се различни, но на листите се вртат имења само на неколкумина адвокати. Некои од нив по промената на власта ги замениле нивни колеги, што го отвори сомнежот дека секоја власт ангажира своји блиски адвокати, кои на овој начин добиваат десетици и 100.000 евра, а под знак прашалник го стави и постоењето на правните служби во јавните предпријатија. На врвот од листата адвокати кои заработиле најмногу од јавни институции е и Мефаил Арслани, познат во јавноста како бранител на пратеникот на Дуи и упалими во предметот на СЈ од Титаник 3. Оно што досега не беше обелоденето е дека тој за адвокатски услуги од две јавни предпријатија, Агенцијата за странски инвестиции и од МЕПСО, наплатил над 220.000 евра. Од оваа сума, 187.000 евра добил од јавното предпријатие Комунална хигиена. Според податоците од аналитичките картици, средствата му биле исплатени за застапување пред суд, за нотарски платни налози, но и само за адвокатски услуги. Арслани, за кого СЈ поднесе кривична пријава до Скопското обвинителство за закани кон обвинителите, најмногу пари добил лани. Од јавното предпријатие Паркови и Зеленило добил на 21.000 евра за адвокатски и консултантски услуги. Во двете скопски јавни предпријатија, од каде што Арслани наплатил пари, директоруваат кадри на Дуи. Од Арслани побаравме коментар, но тој не одговори на нашите повици и пораки. Агенцијата за странски инвестиции во 2017 година го избрало адвокатското друштво Делеге, каде што собственик е пратеничката од СДСМ Снежана Калеска-Ванчева. За 2 години ова друштво добило 4.000 евра за услуги за застапување пред суд. Истото адвокатско друштво доби 48.000 евра од Скопски водовод и канализација. Агенцијата за енергетика 3 години ја советувала адвокатката Слободанка Темелкова, но од 2017 година по смената на власта, адвокатските услуги ги добива младиот адвокат Хари Ајцев. За 2 години тој добил 3.700 евра. Истиот адвокат е и на листата адвокати на Елем, од каде за 2 години добил над 11.000 евра. На врвот на листата институции кои изминатите години најмногу трошеле за адвокати е Елем. За 5 години оваа енергетска компанија потрошила над 3 милиони евра за оваа намена. Од Елем потврдија дека во правниот сектор на компанијата се ангажирани 8 правници, од кои 4 се со положен правосуден испит. Потаму неизвестно е зошто се ангажираат адвокати, а не се користат вработените правници во компанијата. Од МЕПСО, каде што исто така се вработени правници, најмногу приходи добил адвокатот Владко Ристовски. За 4 години тој наплатил 75.000 евра. Ристовски е на списокот ангажирани адвокати на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, од каде што добил 19.500 евра. Ме ангажираше раководството на МЕПСО. Плаќањето е за извршени услуги во согласност со адвокатската тарифа. Не се сеќавам како ме ангажира првиот пат, рече Ристовски за А1 ОН. Лани 3.600 евра. Од МЕПСО добило и адвокатското друштво Костик и Велковски, каде што работи кумашинот на генералниот секретар на владата Драги Рашковски, кои били на списокот ангажирани преку Агенцијата за катастар на недвижности. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој не потрошиле ни динар за адвокати, за разлика од останатите јавни предпријатија и агенции. Одговорија дека оваа институција е самостоен државен орган и дека пред судовите ја застапува државното правобранителство. И кај Агенцијата за администрација ставката за адвокатски и правни услуги е 0.